Сега ќе се јавиме од терен со приказната на Антонио Пандовски, човек со големо срце кој пеш ќе тргне од соборниот храм во Скопје до манастирот Острог во Црна Гора. Неговиот подвиг е со силна хумана порака, подигање на свеста за децата згрижени во детската клиника, собирање средства за медицинска опрема, но и поддршка на лицата со попреченост. Повеќе детали во продолжение ќе дознаеме од колегата Димитар Бабалков, кој ова утро е придружен од неколкумина представници на фондацијата Ице Бегов од Гевгелија, кои практично ќе го придружуваат Антонио. Ќе дознаеме како изгледа оваа мисија и како секој може да помогне. Димитар, добро утро. Добро утро, колеги, како до вас, така и до гледачите на утринската на телевизија Сител. Во продолжение ќе имаме честа и привилегијата да пренесеме една мотивирачка животна приказна која од овие рани утрински часови ќе почне да ја пишува младиот Антонио Пандовски, тргнувајќи тука од соборниот храм па се до манастирот Острог, а целта на оваа хумана мисија е да се поттикне јавната свест за лицата со попреченост, но од друга страна да се помогне и лекувањето на дечињата на детската клиника со собирање средства за она кое е најнеопходно во овие моменти токму на оваа клиника. Но без многу долчење за тоа што го поттикнало, колку е потребна психичка и од друга страна физичка подготвеност за да се изводи целиот тој пат и низ какви други процеси ќе помине оваа хумана мисија е тема на разговор во продолжение. Пред се добро утро велам за Антонио, но и за сите оние поддржувачи и луѓе кои ги гледаме тука Антонио. Ајде да ја запознаеме јавноста пред се кој е Антонио и што го поттикна на една ваква хумана мисија, пеш да се тргне тука од Скопје, пред соборниот храм и да се стигне до познатиот манастир Острог. Добро утро на сите, добро утро на сите гледачи, будни во ова време. Иницијативата за оваа хуманитарна мисија е прераната смрт на мојата мајка, која спречи, која боледуваше од канцер на белите дробови. Низината преголема желба да го посети манастирот Острог, но за жал не успија. Сега таа ни е горе ангел на небото. Во нејзино име се одлучив за овој хуманитарен подвиг, воедно да помогнам и за нашите најмали пациенти, нашите мали херои, за подобра иднина, за подобро лекување, се тоа во нивно име. Сакам да му се врати на смевката во очи, да се радува, да му додадеме дека има надеж, има човечанство и има подобро утро. Како изгледа целиот тој процес од идеја до реализација? Прашањето ми е колкава е таа физичка, но од друга страна и психолошка подготвеност за да се изводи целиот тој пат. Ништо помина Антонио до сега? Тренирав напорно, физички се спремав со секојдневни долги трчања тука на кеј, малци на водно за издржливост, за енергија. Психички сум спремен. Работев на психичка снага долго време, исто и со физичка, така да не мислам дека нема ми стварава никаков проблем. Од тука се до Острог. Високи температури, топло е времето, се препорачува дури избегнување за движење во најтоплиот дел од денот. Како е предвидено да изгледа целата маршрута, низ кои региони ќе се помине, дали буквално пешке се оди целиот пат? Не, планирам повеќе да биде како трчање, а одморот да биде како пешачење. Планирам да тргнам во раните утрински часови околу 5 сатот до пред жештините да бидам негде на дестинацијата негде до 12 сато. Хидратација, електролити обавезно, не ми ствара никаков проблем. Одам преку Србија, Црна Гора, преку тие делници. Денеска прва станица ми е Куманово, а други ден се профрлам преку граница до Прешево и така натака после тие рути. Така, јасно е дека тоа ќе биде долг пат, но како што велиш, мисијата е една единствена, да се подигне јавната свест. За жал си мотивиран од немил настан кој се случил поврзан со твоето семејство, по конкретно твојата мајка, на кој начин ќе се обезбедува донација и ќе се подигнува јавната свест преку овој хуман гест кој го правиш? Имаме отворена наменска сметка, таа е пуштена на сите можни начини. Народот е известен, може да гледа, имаме исто така отворено броеви од двата мобилни оператори А1 и T-Mobile. Кој сака може, кој колку може, кој сака може да донира слободно, да обезбедиме подобра иднина за нашите мали херои. Кои беа првичните реакции на луѓето кога го слушнаа твојот предлог, односно твојата идеја да се направи една ваква хумана мисија? Беа одлични, задоволен сум.
секој ден ми стасуваат поддршка, тоа ми дава додатна мотивација, мотив, инспирација и нема да биде последно дело од моја страна. Тоа можам да го кажам само. Кои се тогаш следни чекори или се уште е рано да се? Рано е да се каже се уште. Живееме во време каде што хуманоста, поддршката едни на други и тоа како си ја даваме, особено собирањето донации, за жал наместо да го прави тоа државата како што треба. Колку е тешко да се нафати човек на еден ваков голем хуман предизвик и дали се очекува дека ќе има епилог ефект, бидејќи знаеме во какво време живееме? Искрено очекувам дека ќе има голем епилог, голем време. Мислам дека ова победа ќе биде наша заедничка од цела Македонија. Верувам, до сега сме покажале многу пати дека сме хумана држава, така да не се сомневам воопшто во ова. Секој може да прави вакви хуманитарни подвизи, само треба доволно да верува во себе. Кога се очекува да биде пристигнувањето кај манастирот Острог и дали за таму се предвидени некои посебни активности со кои ќе се обележи за окружување токму нам една ваква хумана мисија? Од прилика треба да стигнам, Боже здравје, са некаде на 19 или 20 јули, тоа се паѓа сабота или недела. Фондацијата Ицебегов знам дека има подготвен некаков пречек таму, слична церемонија како ова утринска, така да едва чекам. Со среќа нека биде што повеќе да одекне твојот хуман гест и поттеки со тоа да имаме многу луѓе како Антонио кои ќе мораат да се впуштат во едни вакви големи подвизи за да ја поткренат јавната слика. Благодарам многу. Но, почитувани, Антонио нема да одим сам на оваа голема хумана мисија, како што гледате ова утро пред соборниот храм, местото од каде што ќе тргне на овој голем хуман чекор да го реализирах, има поддршка од бројни луѓе, но тука првично е фондацијата Ицебегов. Добро утро велам за Елена Бегова, токму од фондацијата. Елена, пред се добро утро. Што значи од логистички аспект да се организира една ваква голема и хумана мисија? Добро утро. Фондација Ицебегов секогаш стои позади хуманите подвизи и таму кај што е најпотребно на лицата со посебни потреби и на маргинализираните лица на граѓани. Со подвигот на Антонио не застанавме само организациони и логистички, него застанавме со љубов и со целосна поддршка. Како изгледаш? За нас е многу голема чест да се оствари желбата на еден млад дечко што решил да трча 600 километра во чест за децава што се лекуваат на детската клиника. Што значеше тоа од логистички аспект, кога ја добивте идејата од Антонио, како се организиравте и доправа како течат организацијските подготовки за да се реализира оваа хумана мисија? Па вака, организационо и логистички, можам да кажам искрено дека не е баш едноставно, но успеавме досега во тоа. За донациите што ќе се собираат, имаме отворено телефонски броеви на двата мобилни оператори, имаме отворено и наменска сметка кај што можат граѓаните и компаниите да донираат. Во договори и со добри односи сме и со директорот на детска клиника, со разговор со него, посочени ни се и кои се најпотребни апарати за подобра диагностика во лекувањето на децата со посебни потреби. Од друга страна, организирана ни е и возило што ќе го прати Антонио. Исто така организирано ни е и ова испраќањето и пречекот и се што е поврзано со неговиот подвиг. Која е вашата порака до гледачите, односно зошто е важно хуманоста да се поддржува и да се развива во едно општество какво што сме ние? Па вака, ова не е само повик за да донираат, него ова е само повеќето е хуман мотив за да докажеме и покажеме какви луѓе сакаме да бидеме. Ви благодарам за овој дел од разговорот. Почитувани, ќе го слушнеме и ставот на првиот човек на детската клиника. Добро утро велам за доктор Реджеп Мемети во едно и директор на клиниката. Директоре, за жал, некако од донации ги финансираме болниците, бројни лекувања. Колку еден ваков хуман потик за вас најде поддршка да го поддржите и што значи тоа за самата детска клиника? Ова мисија е одраз на хуманоста на Антонио и на фондацијата Ицебегов. Ова е одраз на луѓе со големо срце кои ја помагаат детска клиника, а тоа се нашите мали херои дечињата кои секојдневно се борат со нивните најголеми битки.
Мислам дека има илјадници причини зошто треба да се поддржи Антонио и оваа мисија, а тоа се илјадници деца кои секоја година добиваат грижа и нега на клиниката за детски болести. Значи, оваа поддршка, оваа мисија значи поддршка за нашите мали херои. Мислам дека ова е голем хуман гест и затоа во името на сите вработени на клиниката за детски болести изразувам голема благодарност до фондацијата Ице Бегов и до Антонио и до сите тие што ќе донираат и ќе на тој начин ќе ја помагаат клиниката за детски болести, а тоа односно ќе ги помагаат дечињата кои водат големи битки на клиниката за детски болести. Дали за сега е јасно зашто ќе бидат наменети средствата кои ќе се соберат од оваа хумана мисија, односно прашањето ми е какви се најголемите потреби во моментов кои можат да се сменат на детската клиника токму по пат на една ваква хумана донација? Да, значи идејата е да се обезбедат медицинска апаратура која е многу потребна за подобрување на квалитетот на здравствената, односно медицинската нега за нашите деца. И со тоа ние ќе придонесеме за подобра нега и подобар исход на третманот на децата со различни заболувања. Значи претежно се работи за нова медицинска апаратура која досега не сме ја имале на нашата клиника. Ви благодарам и на вас за овој дел од разговорот. Пред да се одјавиме, Антонио, уште ова да прашам, во колку часот од овде се тргнува, дали граѓаните можат до некаде да те следат, односно да се приклучат на овој стартен дел од почетокот на оваа голема и хумана мисија? Тргнувањето околу 8 часот, да, кој сака, како може, слободно може да ме испрати, до каде може. Не е ништо затворено, отворено е секој пат, така да мене ќе ми биде мило, ако имам придружба по пат, тоа ми е мотивација додатна. Ви благодарам уште еднаш и среќа на Антонио Компак. Фала ви, благодарам на сите, поздрав до студиото. Почитувани, како што слушнавме, за многу кратко, веќе во минути се брои времето кога Антонио Пандовски ќе тргне тука од дворот на Соборниот храм во Скопје, Свети Климент Охридски, и ќе се упати кон манастирот во манастирот Острог, посветен токму на овој голем и значаен светец. Екипата на Ја сака Македонија на телевизија Сител и понатаму ќе биде во тек со сите случувања. Благовремено ќе информираме јавноста за тоа како тече целата оваа хумана мисија и да веруваме и да се надеваме дека ќе бидат собрани оние потребни финансиски средства за да се обезбеди онаа најнеопходна медицинска опрема која е потребна во моментов за да се действува секако во насока на подобрување на здравјето на нашите најмили чинители и најмали во општеството, а тоа се дечињата. Колеги, овде го заокружуваме ова прво вклучување од терен, секако доколку немате дополнителни прашања. Во спротивно, повелете. Ти благодариме, Димитар. Ова беше едно убаво вклучување во кое што навистина на сите нам ни дава надеж, а се разбира среќен пат на твојот соговорник и со лесно да стигне до неговата дестинација.